Мене ми е драго, меѓутоа ми е привилегија да видам овакво друштво денеска со председателот на владата, министерот за труд и социјална политика, Искра, еден од нашите горди жени предприемачи кој што е корисник на средства од планот за економски раст кој што го реализира фондот и нормално со хумани луѓе и солидарни луѓе како вас. Пред година и пол некаде точно зборувавме, имавме само идеја и желба како да премостиме еден клучен проблем, а тоа е како со средствата кои што државата ги вложува во обезбедување на храна на оние кои што им е најпотребна, тоа се некаде околу 100 милиони годишно, Мила ќе ме коригира ако не е тоа точната цифра, како да стигнеме од тој процент околу 20 ниво од 20% со кои што се задоволуваат, со овие средства се задоволуваат овие потреби, да стигнеме до многу повеќе. Че како со истите ресурси кои што се ограничени, Македонија е мала држава, да стигнеме да задоволиме 70-80 и повеќе проценти на потребите на луѓето кои што им е навистина необходна храна секој ден. Едната опција беше нормално, наједноставното решение, платиме скап странски консултант кој што ќе дојде и ни преслика странско решение од некаде, патем решението веројатно ќе биде поскапо него самата имплементација. И втората опција беше да понудиме партнерства на невладиниот сектор и на компаниите, па со свои решенија да понудат и да ни помогнат на нас како институции, како држава, да уведеме ново системско решение кое што повторно со истите средства и ресурси кои што постојат, и храната што се фрла и парите што министерството ги вложува, сепак од тоа ниво од 20% на годишно задоволување на потребите стигнеме до 70 или 80. Точно на што го кажа Блажа, после година и пол денеска веќе зборуваме не за почеток на проектот веќе се реализира. Ова е само еден негов сегмент за кој што зборуваме за систем на општествени признанија на сите вас кои што го прифативте принципот на солидарност. Кој што една од вредностите кој што оваа влада пред 2 години почна не да го воведува, него да го враќа. Долго време го немаше, повторно го враќаме назад. Меѓутоа и партнерството е многу важно. Јас сакам од оваа говорница само да најавам дека ќе продолжиме понатаму. Имаме веќе иницијативи од повеќе други невладини организации, од социјални предприемачи кои што сакаат овој модел на соработка на државата, на институциите со приватниот сектор да продолжи. Еден сегмент е секако програмите што ги реализира Фондот за иновации и технолошки развој во делот на поддршка на економскиот раст кој што веќе дава резултати. Меѓутоа друг сегмент е како и компаниите може да се вклучат да направат државата и услугите поефикасни. И ние ќе останеме тука посветени како влада и како институции, сите тие иницијативи да ги поттикнеме така да многу брзо ќе излеземе и со нов повик, а јас се надевам дека Блаже не можеби за година и пол од сега, можеби за година дена, може и помалку, веќе со конкретно системско решение за да направиме притисок врз Мила за да го прифати и понатаму да се имплементира за да имаме одржлив систем кој што ќе трае и по многу години. Благодарам многу.